Професионална нуркачка од Карпи проговори за нејзиното кошмарно искуство кога се лизгала од платформа висока 22 метри. Моли Карлсон сподели видео од најстрашниот момент во нејзиниот живот за време на викендот по несреќата. Канаѓанката претрпе полесни повреди за време на несреќата и затоа се повлече од следната фаза од светската серија Red Bull Cliff Diving во Италија. Таа напиша на Инстаграм: најстрашниот момент во мојот живот. Ми го крши срцето кога објавувам дека нема да се надпреварувам на втората станица од светската серија Red Bull Cliff Diving, тука во Италија, откако имав навистина страшна несреќа. Еден од моите кошмари се оствари. Qantas Airways и Virgin Австралија, двете најголеми авиокомпании во Австралија, заедно откажаа најмалку 55 домашни летови, според податоците од онлайн порталот на аеродромот. Некои меѓународни летови исто така беа одложени. Железничкиот сообраќај во Сиднеј исто така беше нарушен, а властите ги повикаа граѓаните да избегнуваат непотребни патувања. Крајбрежен систем со низок притисок, опишан од метеоролозите како бомбастичен циклон, во текот на ноќта го погоди југоисточниот брег на Австралија со налети на ветрот од над 100 км/ч, корнејки дрвја и оштетувајќи далноводи. Во некои региони за само 6 часа наврна количество дожд еднакво на месечниот просек. Ваквите временски феномени се формираат многу брзо и предизвикуваат ненадеен пат на притисокот за кратко време. Повеќе од 35.000 домакинства во Нов Јужен Велс, најнаселената држава во Австралија, останаа без електрична енергија по бурата, покажаа податоците за дефекти. Минатата недела, американскиот претседател Доналд Трамп ја напушти Белата куќа за самитот на НАТО во Хаг, видливо бесен на Израел и Иран. Имаме две земји кои се борат толку долго и толку силно што веќе не знаат што прават, рече тој, критикувајќи ги двете земји за кршење на договорот за прекин на огнот што самиот го посредуваше само неколку часа претходно. За време на обиколката на новиот центар за притвор на мигранти во Флорида во алигаторски Алкатрас, заедно со членовите на неговиот кабинет, министерката за внатрешна безбедност Кристи Ноем и гувернерот на Флорида Рон Де Сантис, Трамп изјави дека поранешниот американски претседател Џо Бајден сакал да го смести таму. Популарниот македонски бенд Нокаут ја промовираше својата најнова песна Никој освен тебе. Музиката, текстот и аранжманот се на фронтменот Никола Перевски, Пере.